Бајколент. Аудио бајки. Срекниот принц. Многу одамна, во еден голем град, на висок пиедестал стоела прекрасна статуа наречена Срекниот принц. Целото негово тело било покриено со тенки листови од злато. Наместо очи имал два сини сафири, а на рачката од неговиот меч блескал голем црвен рубин. Сите што минувале покрај статуата се восхитувале на нејзината убавина. Колку е прекрасен Срекниот принц, велеле луѓето. Но никој не знаел дека принцот повеќе не бил среќен. Додека бил жив, тој живеел во прекрасна палата, опкружен со богатство и веселба. Никогаш не видел тага, сиромаштија или глад. Сега, од високиот пиедестал, можел да го гледа целиот град. Ги гледал сиромашните куќи, гладните деца и луѓето кои страдале. Од тага, по неговите златни образи почнале да течат солзи. Една есенска вечер, една мала ластовичка летала кон топлите краишта. Нејзините другарки одамна заминале, а таа останала малку подолго во градот. Уморно од патувањето, решила да преноки под нозете на Срекниот принц. Само што се наместила да заспие, врз неа паднала голема капка вода. Колку чудно! Небото е ведро, а врне, рекла ластовичката. Тогаш погледнала нагоре и видела дека капките се всушност солзите на принцот. Зошто плачеш? Го прашала. Принцот и раскажал дека од своето високо место ја гледа сета несреќа во градот. Далеко од тука гледам сиромашна жена, рекол тој. Нејзиното мало дете е болно, а таа нема пари да му помогне. Те молам, извади го рубинот од мојот меч и однеси го. Ластовичката сакала да продолжи кон топлите краишта, но кога ги видела солзите на принцот, решила да му помогне. Го зела прекрасниот рубин и полетала над градските покриви. Кога стигнала до сиромашната куќа, го оставила скапоцениот камен покрај жената и нејзиното болно дете. Следната вечер, принцот повторно ја замолил. Ластовичке, остани уште една ноќ. Во една студена куќа живее млад писател. Тој е премрзнат и гладен и не може да го заврши своето дело. Извади еден од моите сафирни очи и однеси му го. Но тогаш ќе останеш со само едно око, рекла ластовичката. Сепак, принцот толку многу ја молел што таа се согласила. Го извадила сафирот и му го однела на младиот писател. Следниот ден, принцот забележал босо девојче кое стоело на студот и се обидувало да продаде кибритчиња. Ако се вратело дома без пари, таткото ќе се налутел. Дај го и моето друго око, рекол принцот. Но тогаш ќе бидеш сосема слеп, извикала ластовичката. Принцот повторно ја замолил и таа го послушала. Му го однела вториот сафир на девојчето. Сега Срекниот принц веќе не можел ништо да гледа. Тогаш јас ќе останам со тебе, рекла ластовичката. Таа седела на неговото рамо и му раскажувала што гледа низ градот. Му зборувала за гладните деца, сиромашните семејства и луѓето кои немале со што да се стоплат. Моето тело е покриено со злато, рекол принцот. Откинувај го лист по лист и однесувај им го на оние на кои им е потребно. Ластовичката го послушала. Секој ден откинувала помалку од златото на принцот и им го носела на сиромашните. Наскоро децата добиле храна, а во многу домови повторно се појавила надеж. Но статуата го изгубила својот некогашен блесок. Веќе немала рубин, немала сафирни очи, а златната обвивка речиси целосно исчезнала. Во меѓувреме дошла зимата. Снегот ги покрил покривите, студениот ветер дувал низ улиците, а малата ластовичка станувала се послаба. Знаела дека повеќе нема сила да замине кон топлите краишта. Со последните сили долетала до принцот. Збогум, мил принцу, прошепотила. Збогум, мала ластовичке, одговорил принцот. Ластовичката се вгнездила во неговата дланка.
ги затворила очите и повеќе не се разбудила. Следното утро градоначалникот поминал покрај статуата и рекол: "Колку е грда и сива статуата на среќниот принц, но сете ја во леарницата право, да не ја гледам веќе." И така, луѓето ја урнале статуата на среќниот принц, која во раката се уште ја држала ластовичката, и ја однеле во најблиската топилница. Додека нивните тела се топеле од топлината на огнот, милосливите и дарежливи срца на среќниот принц и ластовичката се споиле и одлетале на небото. Среќниот принц и малата ластовичка го подариле сето она што го имале за да им помогнат на другите, а нивните милосливи и дарежливи срца за секогаш останале заедно. Ако ти се допадна бајката, притисни лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.